Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели и драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент. Еве што денеска донесуваме во него. Минатата недела на Правниот факултет во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, се одржа студентска конференција на тема Дигитална слобода и родова еднаквост, скини ги синџирите на онлайн насилството. Организирано од Сдруженијето за еднакви можности, мрежа Стела, во рамките на регионалниот проект Бранете го правото да бидете свој, со финансиска поддршка од Министерството за надворешни работи на Франција. Конференцијата се организира со цел да младите, особено студентките, го препознат овој вид на насилство и да научат да се справуваат со родовите дезинформации и формите на дигитално родово базирано насилство, секако и заштитата од нив. Истражувањата покажуваат дека многу жени ширум светот доживеале некаква форма на родово базирано насилство извршено со злоупотреба на технологијата, додека девојчињата, девојките и младите жени се особено подложни. 58% од нив доживеале некаква форма на родово базирано насилство во дигиталното обкружување, а во повеќето случаи тоа им се случило на возраст меѓу 14 и 16 години, при што речиси половината од нив, 47%, наишле на закани со физичко и сексуално насилство. Исто така, 45% од жените кои доживеале насилство од интимен партнер биле исто така злоставувани и со посредство на технологија, при што кај 48% од нив родовото насилство со злоупотреба на технологијата продолжило и по завршувањето на врската. Овие податоци доволно зборуваат за потребата младите, посебно девојките и жените, да станат свесни за постоењето на дигиталното насилство и да научат како да се справат со него. На присутните на конференцијата на почеток им се обрати Ирене Кетов, аташе за соработка во амбасадата на Република Франција во Скопје. Еве што кажа таа. Alors, je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour trois raisons. Многу сум среќна што сум денеска меѓу вас заради три причини. Првата е што е ова можност за мене да се повторно да се вратам во овој убав град како што е вашата Битола, а втората е заради тоа што можам да се сретнам со вас. И третата е затоа што пред 3 дена француското министерство ја објави својата нова стратегија за феминистичка дипломатија. Имаше внатрешни дебати и расправи дали треба да го задржиме зборот феминистичка, затоа што денеска ова е некој така тежок збор. Меѓутоа од 2009 година тоа е и нашата стратегија, тукму да задржиме оваа придавка, да го задржиме во збор. Еднаквоста меѓу половите е приоритет на нашата влада и оваа нова стратегија е на некој начин базирана врз 5 столба, да се зачуваат слободите и правата, да се фаворизира и унапредува учеството на жените во сите процеси на одлучување, борба против сите видови нееднаквост, родово базирани форми на нееднаквост, и секако тука во ова спаѓаат и сите оние сайбер насилства, дигитално базирани насилства, кои што се пропагираат низ интернет. Четвртиот столб е да се мобилизираат такви финанси кои што ќе ни помогнат во борбата против овие нееднаквости, а петиот е да се прифати, да се усвои и да се применува една феминистичка методологија. Токму затоа имаме еден фонд кој што се вика Фонд за поддршка на феминистичките организации и денеска Франција е првиот финансиер во светот на овие феминистички организации. 250 милиони евра е буџетот, не се за жал само за Република Северна Македонија. И сакам уште неколку зборови зошто избравме да работиме со Стела Network. Затоа што сметаме дека ова организација има искуство во борбата со
родово базирани дигитални насилства. И денеска тоа е наш приоритет, таа борба, затоа што во пораз се сажал тие насилства насекаде во светот, па дури и во Франција, на Балканот и во Франција. Знам дека многу нешта знаете, но денеска може би уште повеќе ќе научите како да ги препознаете тие видови на насилства, како да се браните. Comment identifier ces violences et comment se défendre. Родово базираното насилство е резултат на длабоко вкоренити родови нееднаквости, дискриминација и стереотипи кои постојат во општеството. На глобално ниво, овој тип на насилство е признато како сериозно прекршување на човековите права и основен проблем што го попречува постигнувањето на родова еднаквост и социјална правда. Во дигиталниот простор пак, родово базираното насилство добива нови димензии. Начините на кои насилството се манифестира онлайн се помалку видливи, но често има долготрајни психолошки последици по жртвите, со оглед на тоа што дигиталниот простор овозможува насилството да се споделува глобално. На конференцијата на присутните на почеток им се презентира прирачникот за справување со родови дезинформации и родово базирано насилство во дигиталниот простор, изработен од професорката Ангелина Станојовска од Правниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Во него, преку практични теоретски насоки, им се помага на заинтересираните да ги идентификуваат и да се справат со дезинформациите, лажните вести и родово базираното насилство во дигиталниот простор. Исто така нуди конкретни совети за заштита од дигитално насилство, процедури за пријавување и заштита и поддршка на жртвите. Еве што рече професорката Станојовска за подготовката на прирачникот. Прирачникот, кога го замислува Стржински како треба да изгледа всушност, дојде заклучок дека добро е во првиот дел да бидат обработени дезинформациите и лажните вести во дигиталниот простор, односно што се дезинформации, какви видови на дезинформации постојат, која е разликата со лажните вести и како може да ги препознаете, така што прирачникот содржи и некои алатки кои што може да се искористат за да проверите дали некоја вест е точно или не, но и совети што би требало првично да проверите за да видите дали една вест е точна или е дезинформација. А се разбира потоа и што се родови дезинформации, како настануваат пред се во содейство на формирањето на антиродовите движења и како антиродовите движења ги користат родовите дезинформации за да ги засилат своите активности. И се разбира од тој прв дел има и нешто за поврзаноста меѓу родовите дезинформации и родово-базираното насилство воопшто, додека вториот дел се фокусира на родово-базираното насилство во дигиталниот простор, нели што е родово-базирано насилство, која е меѓународната правна рамка во која што е фатено, односно оние неколку клучни меѓународни документи, како и која е нашата национална правна рамка, а потоа фокусот е ставен на родово-базираното насилство во дигиталниот простор, со тоа што се објаснети накратко некои од облиците во кои што најчесто се појавува родово-базираното насилство во дигиталниот простор, иако има многу повеќе облици, кои што доколку повеќе информации сакате за сите други облици, има еден поимник кој што исто така го работеше мрежа, така да што уште плюс може да добиете информации за други действија кои што се уваат во форма на родово-базирано насилство во дигиталниот простор, потоа нели кои се последиците, како се препознава и како всушност може да го пријавите родово-базираното насилство, бидејќи сепак на крајот доколку се случува, најважното е оние на кои што им се случува да бидат охрабрени истото да го пријават, доколку не сме успеале претходно да го превенираме. Професорката Станојовска ги посочи облиците на родово базирано насилство во дигиталниот простор. Посочени се тие како што е технолошки олеснетото сексуално насилство основано на слики или сексуална злоупотреба заснована на слики кај, односно фотографии кај жените. Исто тука влегуваат и видеата, пред се дипфейк видеата, порнографијата без согласност или порано се користеше терминот на одмазничка порнографија, тролањето, кое што многу често е насочено кон жените и девојките во дигиталниот простор, кротење или груминг, злокоментирањето или доксингот како исто многу чест облик, сајбердемнењето, сајберсексуалното вознемирување како облици кои што се чести и во физичкиот простор и она што е за нив
Важно е дека истите се испреплетуваат, може да почнат во физичкиот, да преминат во дигиталниот или да почнат во дигиталниот, да преминат во физичкиот простор или да се случуваат истовремено. И лажното представување како би рекла можеби почетната фаза во родово базираното насилство во дигиталниот простор. Во прирачникот се појаснува и постапката за пријавување и заштита од дигитално родово базирано насилство. Може директно пријават на социјалните платформи, малку е проблематично кај нас заради македонскиот јазик, голем дел од платформите не препознаваат одредени облици на говор, заради тоа што се напишани на македонски јазик, пошто ако се на кирилично напишани станува уште потешко. Потоа дека треба да собираат докази, нели како скриншотови, фотографии, така натаму од текстот што е напишан, секогаш може да се пријави во Министерство внатрешни работи. Тука е секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика кој што е надлежен за овие случаи, но може или директно во полициска станица, може на мејлот на секторот или на онлайн платформата и веб страницата на МВР црвено копче, каде што може да пријават. И се разбира барање помош од адвокат и она што го направија жртвите во јавна соба, барање помош од организации за заштита на жртвите, затоа што најчесто организациите се тие кои што може повеќе да ги придвижат институциите во реакцијата во вакви случаи. Многу накратко имате едукација за онлайн безбедност што би требало да избегнувате кога сте во дигиталниот простор и многу важен сегмент е дека треба да го развивате своето критичко размислување кога ќе за всушност да не ги прифаќате вестите онака како што се проширени во дигиталниот свет, заради тоа што присуството на многу медиуми дава можност да се прошират различни видови на вести од кои што голем дел и не се точни. Прирачникот во електронска форма можете да го најдете на веб страницата на Сдруженијето за еднакви можности мрежа Стела. По презентацијата на прирачникот за справување со родови дезинформации и родово базирано насилство во дигиталниот простор следеше панел дискусија на која се посочија конкретните проблеми произлезени од родово базираното насилство во дигиталниот простор. Но за тоа по музичката пауза. Останете со нас на 90,8. Gledaš daleku, a ovde sum jaz, zbor. Eden kaži mi, milostiv zbor, zbor. I razvrzi mi son nežistor. Долго време под небово седем, како птица што чека на тебе. Предолго време на срце во камен и ме гони оган пламен. Не биди тој што си
На панел дискусијата, организирана во рамки на конференцијата на тема Дигитална слобода и родова еднаквост, скини ги синџирите на онлайн насилството, организирано од Сдруженијето за еднакви можности мрежа Стела, прва панелистка беше Зорица Станковска, студентка на правниот факултет на УКЛО, која ги посочи проблемите и предизвиците со кои се соочуваат студентките и студентите во дигиталниот простор. Прво можам да напоменам дека младите луѓе, односно ние, почувајќи ми мене, не сме доволно свесни за опасностите кои што ги споделуваме и на ризикот кој што се изложуваме во секојдневието кога ги споделуваме нашите информации во дигиталниот простор, бидејќи може ова да доведе до крадење на нашите лични податоци, како и до крадење на нашиот личен идентитет. Исто тука така го спомнам дигиталното родово базирано насилство, кој е еден најголем, мислам дека тука проблем. Жените, девојките, но мислам дека најмногу таргетни се жените, понекогаш и мажите секако, се изложени на ризик на сексуално вознемирување, подсмев, закани, уцени, вознемирувачки пораки и така натаму. Исто тука ќе го напоменам deepfake, каде што се монтираат, значи се лажираат видеа и така натаму. Тука го има cyberstalking, тука е следењето, тука спаѓа следењето, нели? Се со цел, нели, сторител кој што го прави ова да изманифестира едноставно на жртвата, да му го потчине нејзиниот углед, општествената репутација и така натаму. Потоа тука ќе не споменам платформите за социјални мрежи, дека често може да манифестираат агресија и токсичност, нели, особено пак и младите луѓе. Бидејќи, например, што гледаат видеа од агресивно однесување по коментари, може да изманифестираат и потаму и самите тие агресивно однесување. Може да се соочат студентите со мобинг, исмевање или деградирање од своите врсници во самиот онлайн простор каде што се наоѓаат. Исто тука ја имаме зависноста од технологијата. Младите се подложни на прекумерна употреба на дигитални уреди и сето тоа доаѓа до депресија, анксиозност и до непродуктивност. Непродуктивност едноставно, пошто сме цело време обтаверени со социјалните мрежи, цело време седиме на нив, цело време сме со телефонот во рака, често сме многу непродуктивни. Кога зборуваме за ваквиот тип на насилство, сметам дека најголем проблем се наоѓа кај жените и ова најмногу се опфатени жените. И сметам дека нема доволно голема заштита за да може да се заштита жените од ваквото насилство и дека треба да се има подобра, да речем, организација во ваквиот сегмент на насилство. Мислам дека треба да се имат поголеми санкции, поголеми казни за да може да се спречи или ваквото баш насилство и сметам дека треба да се направат повеќе настани или некаква програма уште од најрани нозе да може децата да учат за да го препознаваат насилството, односно да се има подобра едукација со поголем ефективност и интензитет за да може да се препознава насилството и да може да се пријавува и да се делува нели навремено. Сметам дека повеќе од студентите и студентките некои не се баш свесни дека постои насилство, сметаат дека тоа е некој акт на љубов или било како, некој доколку ве присили на нешто воопшто не е акт на љубов. Не се повеќето свесни. Друг проблем што се јавува, повеќе од студентите и студентките мислат дека доколку го пријават нештото, дека нема да има некаков ефект, односно мислат дека доколку го пријават, нема да се изреагира навремено. Па со тоа сметам дека заради тоа треба да се зголеми нели свеста и дека треба да се има поголема ефективност. Исто така сметам дека треба се возможи еден голем простор каде што младите луѓе ќе можат да зборуваат отворено на ваквите теми, каде што ќе може да зборуваат отворено за насилството, без да се осудени од луѓето и да се прави на нивна стигматизација. Панелистката Љупка Трајановска, проектна координаторка во мрежа Стела, ги запозна присутните за тоа како овој вид на родово базирано насилство влијае на родовата нееднаквост. Јас би рекла дека овој вид на насилство се присутен веќе можеби 20-25 години наназад кај нас, меѓутоа некако сега се актуализира. Зошто? Токму затоа што интернетот стана подостапен и стана секојдневие и затоа што го носиме во нашиот џеп. Она што до вчера беше некое насилство кое што го гледавме на улиците и не се случуваше на
улиците и знаете, поретко се случува некој да ви дофрли на улица, да ве навреди, да ви го скоментира изгледот, иако кај девојките се случува многу почесто. Меѓутоа храброста која што добиваат овие насилници на самиот интернет е на едно многу поголемо ниво, затоа што имаат позади што да се сокријат. Ретко нивниот идентитет е откриен и ретко може да се открие нивниот идентитет од наша страна, секако полициските служби тоа може да го сторат. Меѓутоа, еден вид на насилство кое полека од некое психичко насилство може да премине во физичко насилство и да заврши многу трагично. И во голем дел од случаи тоа знае и за жал да се случи. Пред се таргетирани жените и девојчињата, младите девојки, особено лицата кои што се на ваша возраст, студентки, како и девојчињата во средните училишта, бидејќи се уште не толку ни се познати начините да се запознаеме, не толку го препознаваме како насилство, затоа што општеството не ни нагласува дека тоа е насилно однесување, затоа што нема кој да не научи дека тоа е насилно однесување, затоа што нити во основните, нити во средните училишта недоволно се зборува за овие типови на насилство кои што не обкружуваат, а и ние сме едно општество за жал што и ден денеска се уште го нормализираме до некаде насилството, особено кога е таков некој коментар со сексуална конотација, заето на од најмала возраст кој ќе ви речат дека закачало момчето затоа што му се допаѓате, уште од најмалинов започнуваат да научат дека тоа е нешто што е нормално и ние како жени не треба да претаруваме и да драмиме многу, затоа што до нас е воопшто не е до нас и токму е до оние што го прават овој вид на насилство во дигиталниот простор. Оно што е интересно дека како се тоа влие на родовата еднаквост, знаете, оние очекувања кои што ги има кон нас од најмалиноз, од самите најблиски, од родителите, од пријателите, од поблиската фамилија, во тоа каде треба жените да се насочат, што треба да прават, што треба да учат, што треба момчињата да прават, како треба тие се однесуваат, да плачат, да не плачат. Сега сите овие притисоци што ги имавме од најблискиот круг на луѓе, сега некако се отвори овој круг на луѓе и ги имаме од целото општество. На кој начин? Самото тоа што на нашите профили секој може малтене да коментира, или пак на ние вести кои што ги читаме, секој може да си дозволи да напише било каков коментар, колку и некојаш да го прочитате и да си речете тропаат глупости, дали се нормални луѓе во што зборат. Меѓутоа, кога тие коментари се организирани, кога се повторуваат постојано, луѓе со пониска самодоверба почнуваат, особено млади лица, почнуваат да се запрашуваат дали е проблемот во мене, дали јас сум таа што размислува погрешно или јас сум тој што размислува погрешно, или пак гледај се повеќе и повеќе вакви коментари има во оваа насока. Така што тој секојдневен притисок некако преде да биде постојано до нас. Сите сме постојано со телефонот во рака, на секој 5 минути можеби го проверуваме телефонот и нешто што толку често ни се случува и толку често наидуваме на такви коментарите како влијае на нашата самодоверба и на нас како личност. Ова е општествен проблем кој што на поинаков начин ги третира жените, на поинаков начин ги третира мажите. Особено овие дипфейкови и сексуални злоупотреби базирани на слики многу повеќе влијаат на жените, бидејќи нели се знае дека сексуалноста кај жените не е добра и не треба да биде истакната во самото општество, а кај мажите е веќе некоја поинаква слика. Самата цел на ваквиот вид на дигитално насилство е жените се повлечат од самиот јавен простор, да заминат од работните места или пак да добијат и отказ. И сега особено кога станува збор за помали средини, влијанието е уште поголемо и притисокот е уште поголем, што може да доведе и до иселување на самите жени и девојки од средината, а во исто време да бидат и економски зависни, да не може да си обезбедат работно место и поради сите овие нешто да мораат да го променат целиот свој живот, наместо да биде насилникот тој што ќе биде осуден и кој што ќе биде ставен, да кажеме, на обвинителна клупа, бидејќи ова е вид на кривично дело. Во земјава има повеќе специјализирани советовалишта за жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство. Такво советовалиште има и во Битола, но повеќе за него по музичката пауза. Почитувани слушатели, останете понатаму со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Мразам што те сакам, сакам да те мразам, но не оди.
Казвам преку себе кога пак ќе лажам преболив. Знам дека те губам и дека без тебе губам. И знам дека те љубам не можам да замислам за друг. Мразам што те сакам, не мирувам. Колку близко сме, а толку далеко. Сузи за 10. Уште си горна, заслужи ова, те сака без резерв. Кажи дека одиш, кажи без извини за мини. Мразам што те сакам, не мирувам. Колку близко сме, а толку далеко. Во Битола веќе неколку години работи женскиот центар за поддршка, кој се труди да ги заштити и да им даде поддршка на жените кои се соочуваат со насилство, секако и на нивните деца. Како жртвите се справуваат со последиците од ова родово базирано насилство, појасни психологот Наташа Бекирова од Женскиот центар за поддршка во Битола. Јас директно сум вклучена во работата со жените, имам директен контакт и навистина сум инволвирана во нивните животи и можам со чиста совест да споделам со вас дека ваков тип на насилство исклучително многу влие на нивните животи и многу ги променува, особено кога е актуелно насилството, бидејќи најпрви создава едно многу силно чувство на страв. Постојано се изложени на страв, особено во онлайн просторот, бидејќи е многу почесто отколку физичко насилство, например. Кога се работи за онлайн насилство, 24 сати е жената изложена на насилство, исклучително многу важно и многу тешко за издржување. Постојано живеат во некој чувство на страх и анксиозност, непредвидливост, кога ќе стигне порака или кога ќе стигне некаков тип на навреда и тоа е многу тешко за издржување на жените и многу често се соочуваат со некој чувство на немок и некако нема доверба во институциите, нема доверба дека ова нешто ќе биде решено по правен пат и затоа не се ни осудуваат да пријават и многу често долго живеат со насилството, кое што многу влие на нивното ментално здравје. Многу често развиваат панични напади, депресивни чувства кои што траат долго. Сето тоа им влие на работната способност, на тоа како можат да бидат функционални на работа, влие на сите нивни животни улоги, на улогата како мајка, например, ако се тоа закани и така натаму, на улогата на другарка и пријателка, не можат да функционираат во однос на да се дружат, да бидат слободни, да излезат, затоа што постојано се изложени на некој чувство на страв, кое што е многу штетно да се живее постојано така. Оно што е многу важно и многу често се случува да се соочат со несоница, да им е пореметен сонот и те како може да влие на квалитетот на живот.
а многу често го сретнувам кај жените кои што доаѓаат, бидејќи понатаму стануваат нефункционални да си извршуваат сите обврски кои што ги имаат во текот на денот. И едно многу важно кое што го среќавам скоро кај секоја жена со која што се сочувам, чувството на вина, бидејќи ако е тоа долго трај, некако почнува да верува дека таа некако придонесува и дека таа во неа е моќта, ако го направам ова, може насилството ќе престане. Апсолутно не е така. Значи многу се обременети со чувство на вина кое што многу знае да влие на нив и да им го отежни се повеќе и повеќе и прават, преземат работи кон насилникот, го послушуваат на некои работи чисто само за да мислат дека нивното некој однесување ќе го прекине насилството. И тоа е нешто на кое што најмногу треба да се работи терапевски, односно да се ослободат од чувството на вина дека тие некако придонесуваат во однос на насилството. Така да навистина многу влие на менталното здравје и буквално ги засега сите улоги кои што ги има жената. И како мајка, и како ќерка, и како родителка и така. Јас доаѓам од невладина организација која што им помага на жените. Ние работиме во соработка со Националната мрежа за семејно насилство. Нашата локација е во Старскиот дом Софија, тука сме лоцирани. Кај нас може да се обратат жртвите, да дојдат или да се јават на телефонот и едноставно да кажат дека се соочуваат со насилство. Она што ние им го нудиме како поддршка е најпрво ги пречекува социјалната работничка, која што ја слушува жртвата, прави проценка каква помош би му требала и понатаму ја насочува. Доколку сака да пријави, му прави придружба во институциите, например оди со неа до МВР или до Центарот за социјална работа и ја препраќа, например, доколку има жени кои што сакаат само правна помош, ја ја поврзува со адвокатката, па понатаму адвокатката му дава помош и насоки што иследува доколку сака развод, например, како може да се заштити за да си ги добие децата и така натаму. Секакви правни совети има од нашата адвокатка. Исто така имаме психолошка помош и поддршка, доколку сака жртвата исто така може да се користи бесплатни услуги, третмани, работа со психолог, за малку ментално да се зајакне, да се ослободи од сите тие стеги, травматски малку да се растерети од се она што го доживувала уназад. И доколку има деца, доколку сака, исто така можат и децата да бидат третирани, да си доаѓаат на психотерапевт. И кариерна советничка исто така имаме, таа пак им помага да малку финансиски се зајакне, доколку е жена која што е работоспособна, ја поврзува, например, со обуки од Центар за социјална работа, односно Агенција за вработување, доколку е на нека работна позиција која е со ниска плата, да може некако да се вработи на друго работно место, каде што би зела повисока плата. Најчесто кога жената финансиски ќе се зајакне, се одлучува и да се осамостои, да се тргне настрана и нашата цел од повеќе аспекти да ја зајакниме жртвата со цел да се тргне насилството. Бекировска информира дека минатата 2024 година околу 50 на жени се обратиле за помош во женскиот центар за поддршка во Битола, но сигурно тоа не е реалната бројка на жени кои се соочиле со родово базирано насилство. Таа апелира оние кои имат потреба за нивна помош да се обратат на телефонот 075 393 629. Услугите се бесплатни. На крајот да кажеме дека студентките и студентите присутни на конференцијата Дигитална слобода и родова еднаквост, скини ги синџирите на онлайн насилството, заминаа со проширено разбирање на родово базираното насилство и со информации како да се справат со неговите форми во дигиталниот простор со акцент на превенцијата, препознавањето и поддршката. И секако со барање вакви едукативни средби да се организираат и со средношколската популација, а да не се изостават и основните училишта. Тука го завршуваме ова издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, ја уреди и водеше главниот одговорен уредник на УКЛФМ Битола, магистар Сонја Тантарова-Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц.
сваќаш, не ме прашуваш, дали ти е се едно, не ми кажуваш, како ми е не сваќаш, не ме прашуваш, дали ти е се едно, не ми кажуваш. Едно срце имам, душо, срце влюбено, по тебе ми чука пие ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено, нема не вери да трпи, се е свршено. Како ми е не гледаш, не те засега, толку ти е неважно, каде од сега. Како ми е не гледаш, не те засега, не гледаш, а во мене нешто умира. Едно срце имам, душо, срце влюбено, по тебе ми чука пие ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено, нема не вери да трпи, се е свршено. Едно срце имам, душо, срце влюбено, по тебе ми чука пие ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено, нема не вери да трпи, се е свршено. Укло ФМ, Битола, март 2025 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ, Битола. Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk